Недостигаат хотелски капацитети на брегот на Охридското езеро. Со зголемувањето на бројот на посетителите поради недостиг на легла, туристичките работници не можат да одговорат на потребите на туристите кои сакаат хотели со 4-5 звезди. Потребно е да се изградат хотели со светски бренд, ускладени според препораките на УНЕСКО, кои ќе бидат дел од понудата на секој посериозен туристички центар. Во Охрид ни фалит и луксузни хотели, како 5-6 звезди, например. Ни фалят и други капацитети. Ви кажувам од искуство дека колку и да имат капацитети, овие 3 месеци Охрид ќе полни. Во однос на цените, туристичките водачи сметаат дека иако има покачување, сепак остануваме на ефтина дестинација од останатите центри. Благо покачување на цените секаде има. Значи има и во Косово, има и во Србија, има во Бугарија, во Грција, ево да не зборуваме, поскапи и Албанија, така да мислам дека сите ги имат поскапено цените во тој размер во нормален размер за да може да се држат до истата услуга. Во Охрид покрај луксузни хотелски капацитети недостигаат и елитни ресторани. Туристичките работници сметаат дека тие ќе понудат нови содржини, а со тоа ќе привлечат туристи со подлабок џеп кои ќе придонесат за севкупниот развој на туризмот. Нина Ритоновска, Сител телевизија.